Добро вечер. После толку многу политичари кои гостуваа во вчерашни, денеска решивме да направиме исклучок, па домакини сме на една нотарка. Ермира Мехмети. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Извинете, малку сум возбудена. Прв пат еден нотар учествува на информативна програма во Вести, па... Ајде вака сега, мене многу ме интересира. Кога сите се борат да влезат во политика, кога сите сакаат да бидат политичари, вие, така, ладно, заминувате од политиката, станувате нотар. Зошто? Никогаш не сум ги сакала работите што ги прават сите. Себе си секогаш сум се гледала над просекот. Може би е препотентно, но таква сум по природа. Така, нели според балканскиот рецепт, жената е за во кујна. Така. Па Да. така, и сега собранието некако се преполни со жени поради квотите, па реков некоја мора да се врати во кујна, така што еве јас го направив првиот чекор назад. Заедно со која полагавте, нели? Во исто време отворивте нотарска канцеларија заедно со еден ваш колега од ВМРО ДПМН, Заедно Антонио полагавме. Милошевски. Да, заедно полагавте. Баш ме интересира зашто не отворивте една заедничка нотарска канцеларија, па Антонио ќе можеше да оверува меници на членовите на ВМРО, вие на членовите на ДУИ, пуна капа. Не знам како тоа функционира со мениците сега во ВМРО, но можам да кажам со целосна известност дека во ДУИ мениците веќе не се потребни, затоа што кандидатите и проблематичните кандидатури се решаваат однапред при составот на пратеничките или кандидатските листи. Да не сакате? Па може да. Има луѓе подсетите кои на што мојата малска семка. има луѓе кои што се таму и немаат право на глас, сакавте да кажете. Такво собрање, такви луѓе се барат за такво собрање. Како се вели, импотентно. Може и така. Се извинувам на изразот. Значи сакате да кажете анонимуси кои се тука како фикуси. За жал. Добро. Ајде, да Но одиме... фикусот е во мода. Да, ова време Не знам цвеќе зошто. тоа цвеќе Да, многу во да, мода. така е. Ајде, еве вака. Ме интересира, кому вие би му го завериле мандатот? Па, предпоставувам јавноста ги знае моите индивидуални веќе ставови по однос на тоа што треба да се промени во Македонија. Јас од поодамна или подолго време заговарам дека на Македонија е потребна промена на политичкото раководство на државата. Но тоа е само заговор, нели? Бидејќи се си функционира безпрекорно. Ајде вака, ајде малку да поразговараме за двојазичноста. Ајде. Македонскиот јазик има многу дијалекти, не знам за албанскиот. Добро, да. Баш ми интересира, еве да речеме, како да се разберам со струмичанец кој зборува албански, кога ја ни на македонски стварно не можам да го разберам. Па мислам дека тука проблемот не е во дијалектите, како ќе комуницираат дијалектите, туку како ќе коегзистираат јазиците. Тоа е големата дилема на општеството и на државата Република Македонија. Како може два јазика и две заедници кои што се целосно различни, заеднички да коабитираат, да се создаде таа некоја кохезија? Јас верувам дека тоа е сосема возможно и дека не е некое толку невозможно прашање за да се Вие се реши. среќавате со струмичкиот јазик по телевизија, Да, по... сум го слушала. Дали можете да ми кажете нешто на албански со струмички акцент? Па не морам да кажам нешто на албански, на струмички акцент за да ме разберат струмичани. Ние го разбираме лидерот на опозицијата кој што е градоначалник на Струмица сосема добро. Имам еден Мерцедес. Да. Мерцедесот исто така е во мода. Скап, 600.000. 580 и сега сакам да го префрлам од фирма на моје име. Дали за тоа ми се потребни многу документи? Дали Ќе дојдете во нашата канцеларија, ние се наоѓаме во општина Бутел и со задоволство ќе ве услужиме. Мислам дека преносот на возила не е некоја комплицирана нотарска процедура. Значи тоа може многу постапка. лесно да се заврши. Па мислам дека може да го средиме додека вие испиете едно кафе во нашата убава канцеларија. Почитувани гледачи, завршува овој интервју. Ви благодарам на вниманието. Пријатно, јас морам да си одам. Ај, чао. Чао.